Насловот на мојата тема е што е вистина. И еве да почнеме од тука, од каде што застанавме. Што е вистина во сето ова? Јас уште во април таму, кога беше, реков дека постојат манипулации и се прават манипулации, намерни манипулации со бројки. И тоа најлесно се манипулира преку медиумите. Меѓутоа, знаете, бројката како бројка е, математиката е екзактна наука. Значи, нема тука. 2 плюс 2 е 4. Ако погледнете статистиката многу што може да ви каже. Човештвото некако посебно има навлезено во една нова реалност, да кажем така, или проблем на една криза која што се занимава токму со самата природа на вистината. И тоа од периодот кога се измисли телевизијата. Ја не знам вие, какви се вашите впечатоци од кога вие се сеќавате, кога сте имале прв телевизор дома и како сте го доживеале сето тоа, но верувам дека сето тоа делувало на вашето сваќање на нереалноста на многу нешта. Поготово во ова наше време, кога имате неброени канали телевизиски од секаков вид, што ви душа сака, тоа може да гледате. Па да не збориме за интернетот и достапноста до многу други повеќе информации преку интернет. Јас можам да се сетам во моите таму најмлади години, како детиште уште, како делуваше еден каубојски филм. Знаете, тоа време, 2 канали, па чекавме недела да дојде да пуштат некој филм да гледаме како деца. Од Сабајле партизански филм обавезно со онаа програмата "Дозволите да се обратимо", ако се сеќавате, и тоа беше во недела. Имаше нели емисија за војската, за ЈНА, па после саат, 2, да речеме, некој прилог таму, па пуштаа партизански филм обавезно, а попладнето или каубојски, или Тарзан, или не знам, така некои такви филмови од тоа време. И аз завршеше филмот и гледаш во наше мало, ако стануваше збор за каубојски филм, сите со дрвени пушки, со не знам што, знаете, тоаш немаше кој знае што на располагање, па си правевме сами пушки, пиштоли. И ајде си играме бам-бам, така викавме ние, така не се викаше играта, ќе си играме бам-бам. Или партизани и германци, или каубојци и индијанци, така беше. Видите како сето тоа делува. Или ако го гледавме Тарзан, па знаете она викање негово препознатливо. Само ни фалеа оние лијаните, како се викаат, за да се джиткаме, па скокавме од зидчиња таму, од огради, од што ќе најдевме, да. Ете, посебно од појавата на телевизијата, луѓето реагираат на импресии, на впечатоци. Замисли сега зад мене тука да има некоја, а тоа може и лесно да се изведе и после, накнадно, мада, окей, веројатно треба малку повеќе да се истражи тоа како може да се направи, да ставиме некоја сцена, не знам, на природа, на некој карпи, не знам, на водопад, било што, и вие ќе знаете, ама тие што ќе не следат на преносот, нема да знаат и ќе си мислат дека сме некаде надвор во природа. Па уште повеќе што сега е веќе темница, ќе си мислат дека сме некаде, не знам каде, на западот или па држиме служба. Може таков впечаток некој да добие, ако сето тоа убаво се изведе, знаете, па како беше добиен впечаток од 60-тите години дека наводно слетале на месечината. А најверојатно сега, ја не можам да тврдам, тоа беше некоја пустина во Аризона, или како беше. Значи, луѓето реагираат на импресии, на впечатоци, и го кажав тоа веќе, значи тоа предизвика една криза од огромни размери, криза која што се занимава токму со самата природа на вистината.
што е вистина. Преку 90% на американска младина, значи на ученици кои што излегуваат, завршуваат средно и одат на факултет, на колеж, не веруваат дека постои објективна реалност. Преку 90%. И тие проценти се можеби не толку многу големи, како што старосната група се зголемува. Значи, ќе каже со други зборови дека повозрастните луѓе повеќе веруваат во објективна реалност, но како се оди кон помалите групи, поготово тинејџерско доба, дури над 90% не веруваат дека постои објективна реалност. Вистината за нив е релативна. Че за нив не постои објективна реалност, само слики, впечатоци, импресии и така натаму. Ова е застрашувачки. Замислите си вие што ќе биде после некоја година, односно после некоја генерација, кога, како што се оди кон тоа да се избрише се што може да се избрише кај младите, кога ќе отидеме ние по старите генерации, што ќе биде на земјата? Денес секој си има некоја си своја вистина. Така да сте чуле некојаш можеби за изразот вистинска вистина. Затоа што секој има некоја своја вистина, која небулоза, не знам, вистинска вистина, како да кажете убава убавина или не знам, грда грдост или чудно малку. Значи, како што кажа, повеќето луѓе мислат дека вистината е релативна и зависи како гледаш на неа. Наспроти, малиот процент кој што сметаа дека постои апсолутна вистина или објективна вистина, објективна реалност. Некој ќе каже, вистината е она што кореспондира на реалноста, значи она што е, а не она на што изгледа нешто дека е, или имаш само впечаток дека е. Но проблем има и тука, не се служуваат сите со тоа што е реалност и која е реалност. Затоа што, знаете, се прават опити, каде што, да речеме за сведоци на суд, кои што треба да потврдат некој настан, утврдено е дека не секој сведок го гледа истото. И дури често пати може да промашат, да кажат нешто што не се случило, зависи од кој агол гледаат. Може да изгледа дека некому му удрил бокс, ама зависи од кој агол и на која близина бил, може да само мавал со раце, а воопшто да не го ни допрел човекот. Знаете што сакам да кажам? Или како беше оние неколку слепи луѓе кои што се фатиле за слонот, па кој зависи зашто го фатил еден за сурлата, друг за ногата и овој мислел за столб се фаќа, другиот за не знам што. Но дури и кога гледа човек, значи кога е очевидец на некој настан, може да не го гледа истото. И токму телевизијата може да ви прикаже многу поинаква реалност. Денес, како што кажав, медиуми. Поготово ако тие медиуми се контролирани, ако сакаат, тие што сакаат да ви представат некоја реалност, така како што сакаат да ви ја представат. Јас ви кажав во саботите што измина некои примери, кога треба да изгледаат страшни бројките, па дури имаш и, сега се сетив на едно видео скорешно на една хрватска телевизија, па на YouTube као клип, каде што водителот се шегуваше, буквално, наводно веста гласела дека денеска заболеле од COVID 100 вика. А тоа биле 47, или? Кој ќе кажете 100, како вели да кажете 10 од 1000, не, како тоа на хрватски звучи, не можам сега да го долвам, меѓутоа само за да звучи по-страшно, разбираш. И кога, значи, треба да изгледаат големи бројките,
изгледаат. Меѓутоа, кога не им одговара, кога има протести против таквото нешто, и кога се собрале 100.000 и 150 и не знам колку во Берлин, сите без маски, тогаш тоа се 10.000 и 15.000. Во Лондон биле 1.000. Значи, можете да излезете вие со камерата и да фати као сега тука, да речеме, ќе ги фатаме овие 3 клупи и ќе изгледа дека Борче е сам во цела сала. И дека им збориме на клупите. И со тоа ви представуваат една поинаква реалност. Тоа и како сме сведоци во овие последни месеци. Дека е така. Се со цел, како што ќе го цитирам Роберт Кенеди, рече, тие вика не измислија вирус, дури и тоа е под знак прашање, ама вика измислија пандемија. И тоа пандемија на страв. Значи, ние како христијани можеме да кажеме дека вистината е она што кореспондира на реалноста, на она реалност како што Бог ја гледа. Таа реалност. Тоа е вистината. А не како некој ја гледа, како некој трети ја гледа. Значи, дури околу овие работи, за кои што ви зборувам овие актуелни нешта што ни се случуваат веќе половина година и повеќе, самите вие треба да си донесете одлука. Јас не сакам ништо да сугерирам, затоа и ето онаа рубрика и најчесто се користам со бројки, затоа што знаете, бројките се бројка е бројка, статистика е статистика, тоа е тоа. Не може 2 плюс 2 да е 5. Зошто вистината е она што кореспондира на реалноста како што Бог ја гледа? Затоа што Бог гледа од сите агли, Бог знае се, Бог не може да се сокриете од Бога, нели, како велеше псалмистот таму во своите псалми. Не знам и кај да влезете. И тоа делува застрашувачки некако, иако во една поинаква смисла, дури ако се најдете на дното на морето, и ако упатите молитва, Господ ќе ве чуе, Господ знае што ви треба. Тој е нашиот Бог, тој знае се, тој гледа се. Значи, постои апсолутна, објективна реалност. И токму према таа објективна реалност се одредува и нашата вечна судбина. Според тоа како Бог ја перцепира реалност. Според тоа е вистината, според таа вистина. Но, да бидеме реални, дури оние 90% на млади, кои што не веруваат во објективна реалност, туку сметаат дека се е релативно и субјективно, кој како гледа, просто не можеш да живееш со релативна вистина на оваа земја. Ќе кажем еден прост пример. Речеме, се возите во кола и сега сакате да претекнете некој автомобил пред вас и сега од другата страна гледате дека доаѓа друг автомобил во спротивната насока и сега може да направите тука проценка со која брзина и дали можете вие да го изведете тој маневр да поминете колата, меѓутоа дали само впечаток имате или кога ви е во прашање животот, тогаш не постои релативна вистина. Значи, дури човек може да се запраше дали луѓето кои што велат дека не постои апсолутна вистина или објективна реалност, тоа го прават затоа што и го велат затоа што така им одговара. Затоа што ние обично веруваме во релативна вистина само кога апсолутната вистина ни представува проблем, односно закана. И на луѓето воопшто денес во светот, како што доаѓа последокот, се поише им смета постоењето на Бога. И затоа се склони кон тоа, прибегнуваат кон релативна вистина. Затоа што Господ е закана за нивниот живот. Моралните норми им го вознемируваат животот и постоењето.
И што се случува денес? Што прават луѓето? Римјаните 1 глава. Осумнаести стих. Зошто Божиот гнев се открива од небото на секоја безбожност и неправда на луѓето кои со неправдата ја задржуваат вистината. Видите, денеска ѓаволот има во своји раце многу своји приврзаници кои што заради неправдата, заради беззаконието, заради тоа што така сака, така им одговара, ја задржуваат вистината. Со намерно. Представуваат некоја поинаква реалност. Или 25 стих подолу вели: нив кои Божјата вистина ја заменија со лага и му се поклонуваат место на Создателот на создание. Значи има луѓе кои што ја заменуваат вистината со лага. А минатиот пат спомнавме, кажахме, ако ние сме синови на денот, ако сакаме да бидеме во групата на 144.000, остатокот, Божиот народ на последното време, како беше описот нивни? Меѓу другото, непорочни, го следат секаде јагнето кај што оди и никаква лага не се најде на нивната уста. Тие се чеда Божие. Тие на своите чела ќе го имаат Божиото име напишано, ќе го носат Божиот карактер. За разлика од оние другите, кои што се опишани во Јован 8 глава, дотвориме таму, тоа ни беше утринскиот стих за минатиот петок, ако се сеќавате, 8 глава Јован, 44 од 45 стих: вие потекнувате од вашиот татко ѓаволот и сакате да ги исполнувате желбите на татка си. Тој беше човекоубиец од почетокот, не остана во вистината, зашто нема вистина во него. Кога зборува лага, зборува од своето, зашто е лажец и татко на лагата. А потоа додаде, вели, не ми верувате мене, зашто ви ја зборувам вистината. И денеска е истата ситуација. Жалосно е, ама ете, колку и да сведочиме, мада недоволно веројатно, меѓутоа ете, користиме секојаш прилика Светиот Дух кој ќе не потикне некојаш во на работно место, било каде, во околината во кој што живееме, да му посведочиме некој, и сме сведоци на тоа дека најчесто луѓето прибегнуваат кон разни лаги, извртени реалности, не ви веруваат токму на вас, вие што зборувате вистината. Епа слугата не е поголем од Господарот. Ѓаволот не остана во вистината и денес ги има толку многу кои што не се во вистината, не остана во вистината. Прашањето за вистината. Што е вистина? Е навистина актуелно прашање секојаш. Тоа е прашањето што Пилат го поставил. Затоа да отвориме 18 глава Јован, да се подсетиме само на кратко при крајот на ова наша служба на овој настан, средбата на Пилат со Исуса. Кога Пилат треба да донесе, да му пресуди всушност на Исуса, тој е свесен, гледа, нема никакви докази, бара, но не добива никакви докази за неговата вина, за вината на Исуса. Да читаме од 33 стих. Потоа Пилат се врати во преторијата, го повика Исус и му рече: ти ли си јудејскиот цар? Имам впечаток, според ова што се зборува, заради што те обвинуваат дека ти си јудејски цар. Исус му одговара, дали воопшто прашањето ти е искрено, со други зборови, го зборуваш ли тоа ти сам од себе, дали ти самиот сакаш да знаеш, или пак тоа другите ти го кажа за мене? Пилат му одговори и вели: јудеец ли сум јас? Твојот народ и првосвещениците предадоа на мене. Што си сторил? Го прашува. Која е неговата вина? Меѓутоа Исус се задржува на претходното прашање.
Исус одговара на претходното прашање. Моето царство не е од овој свет, од светов. Ако моето царство беше од овој свет, тешко тебе. Моите војни би се бореле да не им бидам предаден на јудејците, но моето царство не е од тука. И веројатно Пилат во оваа ситуација си рекол, ова е занесењак, значи нема никаква закана по мене и по царството од вакви цареви. Нели? Затоа што евреите му го донесува за да го представат како некој политички ривал. Мислам како да има некоја вина во тој смисол, а не дека имат некој нивни религијски двобој проблем меѓу себе. Тогаш Пилат ги отфрлеше. Веднаш. Значи, моето царство не е од овој свет. Ако моето царство беше од овој свет, моите војни би се бореле да не им бидам предаден јудејците, но моето царство не е од тука. Пилат на тоа му рече, сепак си цар. Исус одговори, ти велиш дека сум цар. Јас се родив за тоа и за тоа дојдов на светот. Зашто? За да сведочам за вистината. Ова во некоја друга прилика, може би следната сабота ќе го разгледаме. Секој кој е од вистината, а ѓаволот не е, нели прочитавме претходно, дека не се задржа во вистината, но секој кој што е од вистината, го слуша мојот глас. Во Јован 10 глава се вели дека тоа се овците од Исусовиот овчарник, односно трло, како сакате. И ако она што ни се случува овие неколку месеци, како што знам да кажам, е за да се види која овца е колку овца, Исус многу добро знае кои се неговите овци. Тоа се оние кои што се од вистината и тоа се оние кои што го слушаат гласот на својот пастир. Пилат му рече, прашува, што е вистина? Овој Пилатов дух денеска се повеќе владее во светот. Тоа е одрекување всушност од вистината. Знаете, Пилат, колку и да бил искрен или и не бил доволно, веројатно, желен да ја дознае вистината. Затоа што ако сакал, ќе почекал барем да го слушне одговорот. Ние денес, затоа не треба, и неколку пати истакнувам, дека не треба толку да се занимаваме. Знаете, беше интересно да можеме на почетокот леле сега нов вирус, не знам ова, не знам тоа, вака се зборува, така се зборува. Ајде едно видео, друго видео, една информација, трета информација, четврта информација. И на крајот сте, што вели Дензел Вашингтон, дезинформирани. Барајки да се информирате, вие станувате дезинформирани на крајот. Не го трошите времето за тоа. Библијата. Тука е вистината. И ако имаме стварно желба, некако Пилат, да дознаеме што е вистината, ќе ја дознаеме. Но тој не почекал. Знаете, Елен Вајт убаво пишува джганот од надвор, притисокот. Притисокот од тоа. Знаете, денес како сакате да бидете во вистината, треба да бидете спремни да ве отпуштат од работа, да трпите некои консеквенции, и така натаму, и така натаму. Може би да ви блокираат сметка, понатаму и такви работи ќе дојдат. Па да не можете да продавате, да купувате. Но Пилат подклекнал на сите тие притисоци, не можел да ја жртвува својата кариера, си рекол ова е некој занесењак, ја не гледам никаква вина во него за тоа што го обвинувате, дури и си ги измил рацете во Матеј, која беше 17 глава таму. Си ги измил рацете, вие што сакате правите му, иако тој одлучил да го камшикуваат, да го истепаат. Не можеме така со вистината.
Што е вистина е прашање за секој од нас. И како ќе се поставиме спрема вистината, тоа ја одлучува нашата вечна судбина. И забележувате, овде Пилат заклучил, па сепак си цар. Тоа е објективната реалност. Исус е цар. И тоа не цар, затоа што он така милувал да биде, да се нарече, или не знам, или некој има таков печаток дека е. Не, затоа што во реалноста Исус е цар, и тоа цар над царевите. Цар пред кога што сите треба да излеземе и да се соочиме, а баш кај што Исус е вистината, патот и животот. Тоа е вистината. Соочувањето со вистината и одговорот на прашањето што е вистина е од клучна важност за нашето спасение. Пилат ја испуштил приликата. Но реков, денес живеем во едно такво модерно општество каде што тој Пилатот дух го има насекаде. И пред се медиумите, преку медиумите, кои што насекаде околу нас ги има, од телефон, таблет, лаптоп, телевизија, во различни форми, сега и такви, не знам, искривени, не знам што, OLED, не знам какви се, нема да излезат во кристална слика, и за да биде измамата уште поголема, за да таа реалност, лажна реалност биде уште помоќна. Затоа да се држиме до Библијата, држејќи се до Библијата и до Христа ќе се држиме до вистината. И Господ ќе не сочува од било какви лаги и ќе секојаш критички ќе размислуваме. Нема да дозволиме, не сме да дозволиме во ова време кое што живееме да така велат, така ја, вака велат, така ја. Ама меѓутоа, ако видите како се велат и што се кажа, значи, на крајот ќе излезе дека се кажа и ништо не кажа. Нека Господ ни помогне да се соочиме со уште поголеми предизвици кои што стојат пред нас. Нека му е слава нему. Амин. Божи Господе наш, живееме навистина во тешки времења, кога како да се лага околу нас, се манипулира, се лаже, се сее страф, за да се има контрола и да се манипулира над животите на луѓето. Но токму заради тие души, заради луѓето, заради секој од нас, заради секоја жива душа на оваа планета Земја, ти го прати својот син, својот единороден син, да умре на крстот Голготски, на тој начин да ни обезбеди спасение за секоја душа. И ти грчевито се бориш со целата своја војска, со сите своји сили и напори против непријателот за секоја една душа. И буквално секој ден, секој миг е борба за некоја душа. На крајот, всушност и за секоја душа која што се уште живее. И затоа, Господи, дај ни сили да се ставиме целосно на Твоја страна и да секојаш ја говориме вистината, да секојаш ја застапуваме вистината, да секојаш ја браниме вистината на тој начин, бранејќи те Тебе, истакнувајќи го и воздигајќи го Исуса Христа, затоа што Тој е вистината. Словото е Твое вистина. Да се држиме до Словото, да се држиме до вистината и да им ја пренесеме на другите, за да и ними им се отворат очите и тие бидат ослободени и спасени. Те молиме да не водиш и во оваа нова седмица и да не чуваш од злото, од било какви напасти, болести, било што, штити не и чувај не и благослови не и поединечни како црква, а за се ти благодариме во Христово име.